Општина Киселавода заштедила околу 740.000 евра откако започна со примена на мерките за енергетска ефикасност во 40 јавни објекти во општината. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Промовиран прирачникот за грижа на стари лица. Голем број активности по повод глобалната недела за безбедност на пешаците на патиштата. Со субвенција од владата отворена нова електронска продавница за мобилни телефони. 6-то државно првенство на бармени во Македонија. Лицата кои што секојдневно се грижат за старите лица знаат и умеат да бидат пример во однесувањето кон старите и повозрастните лица. Некој пат за прв пат се сретнуваат со овој предизвик. Токму за нив денеска беше промовиран прирачник за грижа на стари лица. Елизабета Дамјановска. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Саид Саити денеска промовираа прирачник за грижа на стари лица, изготвен од Заводот за социјални дејности Скопје во соработка со Црвениот крст на Република Македонија и Образовниот центар на Австрискиот Црвен крст. Прирачникот првенствено е наменет за почетниците кои започнуваат со давање на услуги од социјалната заштита. Како што истакна Ристовски, целта на овој прирачник е лицата вклучени во социјална интервенција со стари лица, покрај разбирањето на системот да ја разберат и важноста на комуникацијата со старите лица. Целта на овој прирачник е лицата вклучени во социјалната интервенција со стари лица, покрај разбирање на системот да ја разберат и важноста на комуникацијата, важноста на чувствата на старите лица, бидејќи тие се многу битни во целиот процес на работа со нив, и воедно да развијат представа за духовните, душевните и социјалните последици при подолга изолација. Истиот овој прирачник ќе стане дел од задолжителната програма за континуиран професионален развој на стручните лица вработени во установите за социјална заштита и ќе се користи за едукација на нова вработените стручни лица во установите кои даваат услуги од социјална заштита на старите лица. Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Саид Саити ја потенцираше важноста на прирачникот во помошта при грижата со стари лица и при тоа додаде дека тој ќе обезбеди нови форми на социјална интервенција на ранливите категории граѓани. Црвениот крст на Република Македонија започна со проектот насочен кон помош на старите лица со цел да ја намали потребата за разни видови на институционална помош, како и да се мотивираат за користење на нивните физички и психички потенцијали. Проектот има за цел да ја подпомогне визијата и мисијата на Националната стратегија за стари. Во државава моментално има 4 државни и 13 приватни старечки домови, кои нудат квалитетен престој, а оние кои не ги исполниле условите не добиле лиценца за работа. Во моментот функционираат 4 државни и 13 приватни. Министерството за труд спроведува редовни контролни надзори, но исто така постојат и вонредни инспекцијски надзори во оние практично по пријава на граѓани за определени недостатоци. Секој еден кој што не ги исполнува условите, во секој момент ќе биде одбиван се до моментот додека не ги исполни условите. Доколку не ги исполни условите, во никој случај нема да добие лиценца од Министерството за труд за да може да спроведува активност како приватен старски дом. Во последните неколку дена имаше некои иницијативи, се обидуваат на еден или на друг начин нормално приватен сектор во делот на брзината за остварување на профит да преадаптираат дел од просториите, меѓутоа во конкретниот случај што беше последен констатирано е дека апсолутно не се исполнуваат услови, бидејќи станува збор за преадаптација на ходници и на друг простор во рамки на тој објект и ние на таков објект нема да дозволиме нема да дадеме дозвола и лиценца за работа и таму нема да дозволиме да бидат сместувани стари лица. 38 пешаци го загубиле животот во текот на минатата година во сообраќајни незгоди, што представува 28,78% од вкупниот број на сообраќајни несреќи. По повод глобалната недела за безбедност на пешаците на патиштата, која трае од 6 до 12 мај, ќе се одржат голем број на активности со цел потикнување на активна примена на мерките за зголемување на безбедноста на пешаците. И со краткорочна цел да нема ниту една жртва пешак во периодот од 6 до 12 мај 2013 година. Ивана Митковска. Повеќе од 5000 пешаци неделно се жртви на сообраќајни несреќи на патиштата низ светот.
Минатата година во Македонија 38 пешаци го загубиле својот живот во сообраќајни незгоди, меѓу кои едно мало дете. Најголемиот број на загинати, односно 23 се лица над 65 годишна возраст, а најмногу пешаци умреле во месец октомври, односно 5 луѓе. Затоа и втората глобална недела за безбедност на патиштата на Обединетите нации, која ќе трае од 6 до 12 мај, има за цел да го привлече вниманието за потребата на безбедност на пешаците, како и поттикнување на активната примена на мерките за зголемување на безбедноста на пешаците. А краткорочната цел на оваа активност е да нема ниту една жртва пешак во периодот од 6 до 12 мај 2013 година. Во Македонија, по повод глобалната недела за безбедност на пешаците на патиштата, ќе се одржат неколку работилници, изложби, а ќе биде промовиран и спот за пешачки премин. Кон активностите за одбележување на глобалната недела за безбедноста на пешаците на патиштата ќе се вклучат и сите основни училишти од општината Аеродром, кои ќе спроведат акцијата Безбедно поминување на пешачки премини, а ќе направат и изложба на тема Сообраќај и паш. Значи, предвидено е баш во таа недела од 7 до 12 мај ученици од сите основни училишта на територија на општина Аеродром да дефилираат со транспаренти, значи по однапред дефиниран распоред, секој ден, секојдневно, со цел безбедно преминување на пешачки премини. Ќе бидат предводени учениците од наставник и од доброволци, родители, баби, дедовци кои што би се вклучиле во акцијата доброволно. Учениците ќе носат флуоресцентни лечиња, кои што ќе бидат донација од холандската амбасада и возрастните што ќе ги преминуваат преку пешачки премини ќе носат големи знаци стоп за да им укажат на возачите дека преминува група ученици и кои што треба безбедно да преминат преку улицата како пешаци. Кон активностите за одбележување на глобалната недела за безбедност на пешаците на патиштата ќе се вклучат и сите основни училишта од општината Аеродром, кои ќе спроведат акцијата Безбедно поминување на пешачки премини, а ќе направат и изложба на тема Сообраќај и пешаци. Републичкиот совет покрај тоа што се вклучува во оваа глобална акција на Обединетите нации као декада за безбедност во патниот сообраќај и ова втора недела за безбедност на пешаците, сепак издвојува на група од пешаците, тоа се децата, бидејќи низ податоци што и кажа представникот од Министерството за внатрешни работи, од 5 до 7 деца години наназад гледано ги губат животите како пешаци во сообраќајните несгоди. Може да личи како фраза, ако кажеме дека секој загубен човечки живот многу вреди, не може се процени, меѓутоа најмногу боли ако загубениот човечки живот е детски. Значи, детето уште не зачукарило во животот, а некој посегно, дали по негова грешка или по грешка на возачот, да го усмрти. И затоа, токму Републичкиот совет на оваа таргетна група, децата, оние што се збринети во преучилишните установи, во детските градинки, популарно кажано, и во основните училишта, и понатаму ќе ги има како целна група. На територијата на цела Македонија во периодот од 6 до 12 мај ќе се делат едукативни флаери со цел подигнување на свеста за безбеден сообраќај. Крајната цел на втората глобална недела за безбедност на патиштата на Обединетите нации е да се направи значителен и долготраен придонес за безбедно движење на пешаците во светот. На годишно ниво, минатата 2012 година, од вкупниот број на лица кои го загубиле животот при сообраќајни незгоди, 28,78% се пешаци. Во соработка со општина Карпош и на иницијатива на Ромската невладина организација за заштита на правата на жените и децата ЛИЛ, Здравствениот дом Скопје, односно поликлиниката Ѓорче Петров, по повод Европската недела на имунизација, денеска спроведе акција за имунизација на деца од предшколска возраст на територија на општина Карпош, поточно во Злокуќани. Во просториите на местната заедница во Злокуќани тимот за спроведување на имунизацијата во присуство на представници од невладината организација ги вакцинираше децата од ромска националност, кои претходно во соработка со местната заедница биле лоцирани како лица кои нередовно ја спроведуваат имунизацијата.
Истовремено представници на ЛИЛ врши едукација на населението за важноста на имунизацијата, делејќи им информативни летоци на лицата кои дојдоа да ги донесат своите дечиња на вакцинација. Секторот за труд и социјална политика при општина Карпош пак, која активно соработува на овој план и се грижи за здравјето на своите помлади поколенија, го искористи овој повод и во текот на акцијата за имунизација на повеќе лица од социјално загрозени семејства од злокуќани им додели хуманитарна помош во облик на пакети со облека. Компанијата Никофон денеска отвори електронска продавница за продажба на мобилни телефони и телефонска галантерија со субвенции од владата. Оваа нова продавница е дел од проектот на Министерството за информатичко општество и администрација за поддршка на отворање на нови електронски продавници. Преку проектот на Министерството за информатичко општество и администрација за поддршка на отворање на нови електронски продавници, денеска Никофон ја отвори новата електронска продавница за продажба на мобилни телефони и телефонска галантерија со субвенција од владата. На промоцијата присуствуваше министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, кој истакна дека интернетот нема граници и просторот на продавницата не игра улога за отворање на електронска продавница. Не е битно колкава е просторијата и колкава е компанијата која што работи со овие производи, значено е што со интернетот нема граници за кој граѓанин во Република Македонија или надвор од Република Македонија можат да ги купуваат производите кои што ги продаваат Никофон. Веб страната нуди голем асортиман на производи кои можат да се набават преку интернет. Од Никофон изразија благодарност до Министерството за информатичко општество и администрација што им овозможило отворање електронска продавница, преку која секој заинтересиран граѓанин може да купи производ од мобилната телефонија. Благодарение на Министерството за информатичко општество имаме можност да ја отвориме нашата веб страница која што во моментов нуди голем асортиман на производи и се надевам дека сите заинтересирани ќе можат да си ги набават преку интернет страна, да не мора да се оди од место до место. Министерот Ивановски истакна дека најдобрите и најуспешните електронски продавници ќе добијат дополнително хостирање и дополнителни 50 производи по истекот на првата година. На 6-тото државно првенство на бармени кое се одржа денеска во рамките на меѓународниот саем за туризам, учество зема околу 20 на бармени од целата територија на републиката. Надпреварувачите се надпреваруваа во две категории, а најдобриот ќе патува на 62-то светско првенство на бармени во Прага. Андреја Димитриевска. Во Метрополис Арена во Скопје денеска започна 6-тото државно првенство на бармени во Македонија. Надпреварот е во организација на Сдруженијето на бармени на Македонија. Според агендата, надпреварувачкиот дел на првенството кој се случува во рамки на меѓународниот саем за туризам е поделено во два дела, и тоа квалификацијски дел, каде надпреварувачите мораа да се квалификуваат за да влезат во финалниот дел, каде што се тркаа за првото место. На надпреварот имаше пријавено околу 20 на учесници од целата територија на републиката и се надпреваруваа во две различни категории. Едната категорија беше класично подготвување на коктели, каде што секој бармен си подготвува свој коктел. Едната е класично подготвување на коктели, каде што секој бармен си подготвува свој коктел, авторски и го работи пред пред судиите, да, со тоа што го оценуваат технички судии, додека го подготвуваат коктелот, оценуваат техниката, а додека од кој ќе биде готов, коктелот оди на тестинг судии кои се позади. Тие се судии кои не ги гледаат надпреварачите, не знаат што имаат во нивните коктели, они оценуваат вкус, мирис и арома и на коктелот, а додека техничките судии оценуваат техниката со која барменот работи. Така се правилата на надпреварот да може секој бармен да ја покаже убавата страна на нашата професија, значи да покаже онаја убава техника, педантност, чисто и елегантни движења, што ги имаат, бидејќи тие ги работат, тие работи во нивните барови. Другата дисциплина е флер бартендинг. Значи флер бартендинг е каде што бармените со шишињата, шејкерите и останатиот барски прибор жонглираат, значи работат акробатски движења во 5 минути, во кореографија и сценографија, подготвуваат исто свој коктел со тоа што оценувањата се малце поразлични, се оценува шоу, се оценува комуникација, како комуницира со публиката и воедно доколку направи негативни поени исто се санкционираат.
Победниците во двете категории ќе ја представуваат нашата држава на 62-то светско првенство на бармени во Прага, Чешка, кое ќе се одржи од 16 до 22 август. Македонија има добра категорија каде што има големи шанси да го повтори успехот од 2011 година. Во квалификацијскиот дел нашата камера го забележа и задоволството на надпреварувачите. Задоволен сум многу. Името на коктелот денеска ми е Рубин. Инспирацијата ми е од преку цела година, бидејќи преку цела година работиме сите бармени, работиме на нови вкусови, нови техники на работа, значи од преку цела година све што работам нови коктели, а сега добив некој така коктел што ми е за овај надпревар. Според Сдруженијето на бармени, менаџерите на кафе-баровите се повеќе покажуваат интерес за коктел мајсторите, а агенциите за посредување на работа во странство во сегментот угостителство потврдуваат дека оваа професија е виза за подобар почетен статус. Со своето делување, сметаат од Сдруженијето, го постигнале нивото на угостителството во државата. Детскиот културен центар Карпош од Скопје и град Скопје годинава по втор пат организираат ролер трка наречена Возиме кон иднината. Манифестацијата ќе се одржи утре на 26 април во 12 часот. Во оваа спортска манифестација учество ќе земаат училиштата од градот и околината. Целта на оваа рекреативна масовна акција е развивање на спортскиот дух на нашите најмлади, како и создавање навики за спортување. Со унапредувањето на ролер спортот, градот ќе се збогати со уште една масовна манифестација која има тенденција да прерасне во традиционална, а од година во година и се помасовна. Во манифестацијата Возиме кон иднината минатата година учествува околу 400 учесници, а годинава се очекува бројката да биде поголема. Учесниците се деца од повеќе основни училишта од градот и околината. Стартната позиција ќе биде на булеварот Илинденска од пред фонтаната на градскиот парк и ќе се движи до клучката на булеварот Илинденска со улицата Никола Тесла кај јавното предпријатие Паркови и зеленило. Еве што ќе гледате понатаму во урбаните вести. Спорт. Во дербито на Суперлигата кошаркарите на Кожув по едно продолжение го победија шампионот МЗТ. Актуел Сара Мејс и Таци компонираа песна убав сон како последен поздрав за Тоше. Во дербито на Суперлигата кошаркарите на Кожув по едно продолжение го победија шампионот МЗТ Скопје со 83:80. Спортските вести следуваат веднаш по рекламите.